Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучаваме тематиката растење во односот со Бога. Четврток, 9 април. Емануел, Бог со нас. Ако сакате на некој што не е христијанин да му го предочите описот на Божиот карактер во Библијата, каде би го побарале? Најдобриот одговор секако би бил Исус. Библијата вели дека Исус не е само одраз на Бога, туку и Божјо откровение. Постојат многу библиски текстови што го објаснуваат ова. На оној што го прави тоа наједноставно е стихот во Евангелие по Јован 14 глава 9 стих кој вели: Исус му рече: толку време сум со вас и не ме позна Филипе. Кој ме видел мене, го видел и таткото. Тогаш како велиш ти, покажи ни го таткото. Тука Исус вели: кој ме видел мене, го видел Отецот. Затоа, за да дознаеме повеќе за тоа каков е Бог, треба да го гледаме Исуса. Неговите зборови, неговите постапки, неговото однесување и неговата голема љубов кон човештвото, која се покажала преку неговата смрт и воскресение. Љубовта и грижата на Отецот се најасно изразени преку неговиот син Исус. Убавината на Библијата е во тоа што Бог во неа ни дал драгоцен поглед на Исусовиот живот од 4 перспективи, за да можеме да имаме целосна слика за тоа кој е Тој. Во Евангелието според Матеј, во заграда напишано од евреин за евреи, го гледаме Исуса, долго очекуваниот Месија, кој ги исполнил дадените ветувања. Во Евангелието според Марко го гледаме Исуса како води активен живот на служба и жртва. Тој секогаш мисел на другите и секогаш бил послушен на волјата на својот Отец. Во Евангелието според Лука можеме да читаме за тоа како се чувствувал Исус во својата совршена човечка природа и своето сочувство, а го имате тој воведен извештај што не уверува дека она што го читаме е вистина. Читаме во Евангелие по Лука, во 1 глава, 3 и 4 стих. Намислив и јас, откако испитав се подробно од почеток, да ти ги опишам поред честите Теофиле, за да ја разбереш вистинитоста на она во кое што си бил поучуван. Во Евангелието според Јован го гледаме воплотениот Божи син и повикани сме да веруваме дека Исус е навистина оној за кого тој самиот тврди дека е, така што нашиот духовен живот може да се разбуди. Иако сите 4 Евангелија се занимаваат со истата тема, следува цитат од списите на Елена Вајт, манускрипт 105, издаден во 1900 година. Тие не ги представуваат работите на ист начин. Секој писател има собствено искуство и оваа разновидност го проширува и продлабочува изнесеното знаење за да ги задоволи потребите на секој ум. Кој Евангелие сте го прочитале во последно време? Во стихот од Евангелие по Матеј, во 1 глава 23 стих читаме: Ете девица ќе зачне и ќе роди син, и ќе го наречат Емануел, кое преведено значи Бог со нас. На Исуса му е дадено посебно име. Зошто е ова толку важно за разбирањето на Божиот карактер? Да го прочитаме исто така текстот од Евангелие по Матеј во 28 глава 20 стих. И еве, јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Амин.
Обрнувајќи посебно внимание на последниот дел, споредете ги тие два стиха. Што забележувате? Ја допревме само површината на оваа огромна тема, Божиот карактер. Бог е повозвишен и пофасцинантен отколку што можеме дури и да замислиме. И ние ќе учиме за Него низ вечноста. Бог заслужува да го славиме за тоа кој е Тој, што направил и што прави во нашиот живот. Одвојте сега одредено време, за да принесете молитва на славење на Бога за она што Тој е. Бидете конкретни и прецизни за тоа што Библијата ви кажува за Бога. Во заграда. Например, Ти благодарам, Боже, што си, празен простор, како што ми кажуваш во празен простор.